Добро вечер. Обвинителството отвори предмет за да испитува дали има кривична одговорност кај службеници од Центарот за социјални работи во Скопје. Откако ресорниот министер Лимани вчера за Канал 5 кажа дека инспекторите утврдиле пропусти во постапувањето на службите во случајот со трагедијата во Карпош. Во објавата на извештајот за извршен инспекцијски надзор во ЦСР Скопје, ресорното министерство информираше дека се утврдени недостатоци во постапувањето во случајот. По ваквата информација, секако дека јавното обвинителство има должност и ќе испита, меѓу другото, дали во ваквите неправилности има елементи на кривично дело. Колку точно пријави за семејно насилство во полиција поднела сега трагично починатата Ивана Јовановска, жртвата на семејно насилство, која пред неколку дена скокна од балкон со својата 6-годишна ќерка, министерот Тошковски не даде конкретен одговор. Во објавата на извештајот за извршен инспекцијски надзор во Центарот за социјални работи во Скопје, ресорното министерство информираше дека се утврдени недостатоци и неправилности во постапувањето во случајот. По ваквата информација, секако дека јавното обвинителство има должност и ќе испита, помеѓу другото, дали во ваквите неправилности има елементи на кривично дело. Точна бројка не би можел да ви кажам, но тоа не е една сигурно, повеќе има. Со тоа што, нажалост, во сите оние случаеви кога жртвата побарала помош од Министерството за внатрешни работи, по укажување на интервенција од страна на Министерството за внатрешни работи, секогаш истата ја повлекувала изјавата. И тоа е еден од најголемите проблеми кои што ги имаме. Да најдеме решение како 24/7 системот да одговори не само од аспект на МВР, од аспект на Центар за социјални работи, од аспект на јавно обвинителство, од аспект на кривичен суд, од аспект на граѓански суд, од аспект на невладини организации, поддршка на жртвите кои што треба да им биде дадена. Нов случај на семејно насилство во Скопје. 55-годишникот Киселавода порасправија во домот со пиштол пукал кон својата 48-годишна сопруга. За среќа куршумот завршил во прозорецот. Се заканувал и на нивните 3 ќерки на возраст од 26, 24 и 18 години и физички ја нападнал 24 годишната ќерка. Настанот се случил на 1 март, а насилното однесување се повторило и синоќа, кога повторно со пиштол се заканувал на сопругата, но бил спречен од ќерките да го употреби. Случајот е пријавен во полиција и мажот е уапсен и задржан во полициска станица. И против него ќе следи пријава, потврди министерот за внатрешни Тошковски. Конфликтот на Блискиот Исток ги подгреа стравувањата за недостаток на нафта. Од владата апелираат да не се шпекулира и да не се крева паника околу цената на нафтените деривати. Оттаму велат дека се уште е рано да се размислува за воведување кризна или вонредна состојба. Ние што во секоја ваква ситуација поединци секогаш се трудат да остварат профит, апсолутно нема никаков проблем и нема потреба граѓаните да чувствуваат одредена паника затоа што нема да има нафта, не е така. Апсолутно состојбата е во ред, ние ја следиме. Ова е надлежност на Министерството за енергетика. По она што го слушна вчера, во понеделник регулаторната комисија за енергетика, која е надлежна за цените, ќе се состане на крајот од денот. Тие одлучуваат. Тие се независен орган, тие не се под влада. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски е оптимист дека сите отворени прашања во врска со транспортерите ќе бидат решени до стартот на примената на новиот систем за евиденција за влез и за излез од Шенген зоната. Тој рече дека има 2 модела кои што се разгледуваат со Брисел и потенцираше дека секоја земја од регионот индивидуално го решава проблемот. Едниот е за прекуграничните, оние кои што работат прекугранично, во случајов со Грција и со Бугарија, воопшто да не се потребни визи, затоа што се работи за дневна комуникација. Например, еве, тема е сега нафтата, оние кои што носат со цистерни нафта од Солун во Скопје. А вториот дел да го решаваме со издавање на долготрајни визи, нешто што ние од сам почеток го баравме. Нас ни се потребни уште неколку држави, каде што најмногу нашите
превозници работат и со тоа да целиот проблем се реши. И би сакал тука да нагласам дека ова го решаваме индивидуално, односно ние гледаме да го решиме проблемот за македонските превозници, што ќе прават и како ќе прават останатите држави, е нивна работа. И пред да се одјавиме, уште една информација. Според информации на Канал 5 од Министерството за надворешни работи, утре се очекува од Дубај до Скопје да се реализира првиот комерцијален лет со евакуирани македонски државјани кои изразиле желба да бидат евакуирани од кризните подрачја на Блискиот Исток. Тука се одјавуваме, ви благодарам за вниманието. Пријатно.